присуството. Денес политичката партија Левица до Државната изборна комисија поднесе предлог за покренување граѓанска иницијатива на државно ниво за распишување на задолжителен дополнителен референдум на референдумско прашање дали сте за продолжување на преговорите со ЕУ со прифаќање на собраниските заклучоци од 16 јули 2022 година. Сметаме дека народот мора да го има последниот збор кога станува збор за прашање од национален интерес и очекуваме да немаме проблеми како што со претходната иницијатива на ДПМН, очекуваме да немаме проблеми бидејќи иницијативата е правно коректно напишана согласно член 24 од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните. Очекуваме до крајот на неделата да бидат собрани оние законски минимум потписи. Ги повикуваме и граѓаните, бидејќи во 30 општини предложивме да се собираат потписи. Ќе користиме инфраструктурата на Левица, меѓутоа бидејќи законот не дозволува правно лице, јас како физичко лице прво потпишам, ќе бидам официјално овластен предлагач на иницијативата и очекуваме веќе во следната недела да ја пуштиме во собраниска процедура, каде што би дошла на оние собраниски филтри без Џафери да изигрува уставен судија. 150.000 потписи согласно нашиот закон треба да се соберат во рок од 90 дена и после бирократските бариери се надеваме дека тие ќе бидат брзо собрани некаде до крајот на оваа календарска година. Доколку имате прашања, повелете, не знам. Дали очекувате председателот на собранието Џафери да ја прогласи оваа иницијатива како неуставна? Па не очекуваме затоа што тој нема такви ингеренции, но доколку во некој сценарио тоа се случи, ние најавивме дека целосно ќе го блокираме собранието и мислам дека тој нема да се дрзне тоа да го направи. Ќе видиме, бидејќи не можеме да предпоставиме, тој си леџиски го толкува и уставот и деловникот, тој не е надлежен за тоа што го прави, именно тој е надлежен само да ја прими, да види титулари, адресат, дали е тоа правилно, дали има минимум законски потписи и потоа ја проследува до комисии. Толку се неговите овластувања. И од тој аспект, бидејќи е правно коректно и издржана, ако гледате референдумското прашање, тој не е надлежен да се впушта во оцена на материјално на прашањето, но дури и тоа да го направи, референдумското прашање е така интелигентно срочено што го следи примерот од Преспанскиот договор, ако се сеќавате, и веќе има преседан за тоа, така што не очекуваме некои посериозни проблеми. Разговарате ли за поддршка со другите партии, од кои партии очекувате поддршка? Па за сега не сме разговарале, меѓутоа очекуваме поддршка од сите антивладини, односно опозицијски партии, доколку е потребно и би седнале и официјално би разговарале, меѓутоа природно е да очекуваме поддршка од опозицијскиот блок. Ова е прашање кое што директно се однесува на евроинтеграциите. Како тоа ќе го премостите, имајќи предвид дека ве обвинуваат дека сте дел од руска пропаганда анти-ЕУ? Тоа ми е првото прашање. Второто прашање, ако успее референдумот, собранието има опрска во рок од 60 дена да ги прилагоди правните акти согласно волјата од референдумот. Што тоа ќе значи во конкретниот случај промена на заклучоците? Тоа би значило промена на заклучоците, односно бидејќи во целите заклучоци спорни се две точки, тоа е точката 1 и точката 3Г, каде што се вметнати францускиот предлог и преговарачката рамка, тоа практично би значило дека од ЕУ ќе се очекува нова преговарачка рамка без бугарските хегемонистички, ванчо-михайловистички барања кои се инкорпорирани внатре. Тоа значи дека референдумот не е анти-ЕУ, туку бојкотот на референдумот или недавањето да се случи референдум е чин на анти-ЕУ. Бидејќи демократското изјаснување на граѓаните не може да биде анти-ЕУ.